Прва тема за денес е представување на основниот програм на СН бизнисот. Тоа за нас ќе го направи еден наш амбициозен колега, кој има долгогодишно искуство во многу области, но секогаш неговото мото е пред се помагањето на луѓето. Тоа е господин Владимир Пијанџиевски. Дами и господа, добар ден! И да ви се представам како што е редот, да представим мојата колешка. Моето име е Владимир Пијанџиевски. Роден сум, живеам во Скопје. Имав една пауза, не една, повеќе паузи, малку повеќе години, меѓутоа имав пауза со мој отсуство од Скопје. Но сега сум тука, не мислам да одам никаде од Македонија надвор. А зашто? Тие што се денеска прв пат, ќе видат и зашто не мислам да одам никаде. Дали има, на почеток ми прашал, дали има некој што прв пат е на едно вакво представување на компанијата СЦ? Да. Има, бајаги да ги поздравиме нашите. Значи, еден мал вовет или едно мало представување за мене, чисто да знаете кој ми зборува. Јас сум еден, не знам, млад за некого е релативно млад, за некого стар, али тукот ми е многу млад. Роден сум во Скопје, завршив, потекнам од едно средно семејство, значи немаше татко ми некои милиони да ми создаде подобар живот. И мене вкусот и мирисот по подобар живот го однесем во Германија, па у Шведска, па у Норвешка, па се врати, но пак ми текна додам, отидов во Холандија уште 3 години. И така да оде, се враќам, све за да направам поквалите пред живот. Завршив школа, што завршив школа, по струка никогаш не имам работено. Работев в еден бизнис, прв бизнис ми беше библиотека една, па уште една, па комисиони, па почнав да увезувам стока од далек исток, многу патував, многу се движев и викам дај да се стационирам јас за да создавам еден помирен живот во Македонија. Отворив бизнис, 7 дуќани, партнерски со еден мој партнер. Супер ми одеше бизнисот и на крај ни пропадна, зашто не е ни битно. Не знаев што да правам со себе, завршив на крај една школа на Пач институт, значи психички расстройства и ментални болести. Хомеопатска школа, отворив ординација, 6 години без малку работев со таа ординација. Помагав на луѓето и мене ми исполнуваше тоа најмногу што може да видим од сите претходни работени. Зашто? Затоа што да му помогнеш на некој, поготово да му дадиш здравје, оние очи на благодарност не се плаќаат со ние на цена. И мене тоа ми исполнуваше, меѓутоа оној другиот дел не беше баш исполнителен. Знаете Македонија како стандардно. Се до оној момент додека не дојде еден мој пријател да ми понуди една работа во една друга мултилевел компанија. Јас ја сменив таа моја работа, започнав да работам мултилевел маркетинг или мрежен маркетинг и од тогаш нааме поминаа некои си скоро 9 години, јас не работам друга работа, тоа што си го работев помагајќи на други луѓе го работам, али веќе за кејф, за моја драга желба да помогнам на некој, инаку не од институционален аспект, и работам мултилевел и не мислам никогаш во животот друго нешто да работам. Тоа беше едно мало кратко запознање, да видите кој избор. Сега ќе предеме на друга тема, дали нешто ни пречи. Ова е малку шкатлива тема, ја на неа не сакам многу да дискутирам, меѓутоа реално и објективно да ги согледаме околностите во кои што живееме. Значи, дали недоволна плата има, зборам сега глобално за сите луѓе, можеби некој тука е приватен стопанственик, можеби некој има малку повеќе средства тука присутните, или од општите услови на Балканот, али збориме на глобално ниво. Недоволна плата се знае, со недоволна плата не може да се остварат основните потреби за живот. Ние не зборуваме плата некоја за да се остварат не знам какви соништа. Али платата на балканските простори знаете како. Или дали на некого може да му пречи фиксното работно време. Значи секој ден од тоа викаат фиксно, остануваме после работа, на крај добиваме можеби браво, дали е тоа појачено со финанси, да овие простори секој си знае за себе. Или можеби на некој му пречи краткиот годишен одмор што ви го даваат, уствари ви го даваат на некој од вас, кога ќе сакаат тие, а некога нам ни одговара. Значи има многу работи кои што или досадна работа, можеби на некој му е монотонна работата. Добре, тука. Можеби на некој му е монотонна работата. Секој ден оди на исто работно место, со исти луѓе, ист шеф на глава,
и така натаму. Или нема можност за напредување, ова морам да ви кажам за една случка, јас сум многу голем со нозете во Значи, да ви кажам за една случка, има на мој соученик, школски другар, од осмолетка, Марче Клюн му беше името. Он не заврши школа, остана со 8 деление. Го најдовме Марче, се наоѓам и ми вика, кај си, што преш во животот и не си да видам долго време. И ја му викам, на кратки црти го раскажам што правам и како правам. И викам, сега сум на крај, сега сум една мултилевел компанија, напредувам, викам, таму имаше друго категоризирање на кариерите, викам, сега сум станат менаџер. И ја му кажа, вика, и ја напредувам, вика, другар мој, вика, да како напредувам. Ја, вика, отидов кај мајстор Веле да учам за мене во Дооджија. И он ме праќаше, иди купи ова, направи ова, све, вика, ја за мене не учам. И на крај, вика, идеме на интервенција во едно школо, се случило некој поплава, да интервенираме, канализацијата затворена, и мајстор Веле вика, сега нас ни е должност да ја отклавиме работата. И он зима воздух, со главата во шапката, излегува, дај ми 14 клjuč. Ја вика, трчам му давам 14 клjuč, он па, излегува 12 било, не било 14. Ја вика, трчам пак, он излегува трет пат 12. Ја промрчев и он ми вика, Копи, учи да не трчаш, учи занаед да бидеш мајстор како мене. Марко, значи, сакам да ви кажам, има и таква можност за напредување и вика, другар, ја напредна во мојата кариера и стигна, вика, на високо ниво, сега сум мајстор. Сега, вика, ја треба да бидурам. Но, да одиме малку по-професионално со таа идеја за која што сте денеска тука. Јас, дами и господа, само една работа ќе ви кажам, дека, дали пред се да ви прашам, дали е некој со сила донесен тука? Од присила. Нема такви? Сега малку ми е полесно. Значи, после денешниот ден, нема да има никој право во оваа сала да каже дека во животот немал прилика. Значи, до сега, може би, постарите луѓе на својот син, керка или внуче или правнуче му вика, синко, ја не направив ништо за тоа што немав прилика во живот. Значи, после денешниот ден, никој од вас присутните нема да има право да каже дека немал прилика. Отворете ги очите, ушите, ако некој не носи наочари, дека сте наочари и бидете внимателни. Какви можности имаме денеска, во денешно време, за тоа најкомпетентен е да зборува, например, Роберт Киосаки. Тоа е човек кој што го најмуваат врвни компании, од Microsoft, IBM, Siemens и така натаму многу компании, каде што оди и дава совети по негови теркови да работат тие компании. Овој човек, овој господин, ги дели можностите на 4 квадранти. Значи, може да биде човек вработен, за да работи кај друг, дали е тоа приватна организација, фирма, дали е тоа државна, апсолутно небитно, значи работи, он троши време по замена за пари, за плата. Втората група е самовработен, значи човек што иницијативно сам се вработил, дали купил кола па станал таксист, дали завршил, може би стоматологија, потврдил своја ординација, не е битно, само се вработил, он самовработен. Третата категорија или група од десната страна е бизнисменот, значи човек кој што имал можност, инвестирал во некој бизнис и сега го организира бизнисот, а тези луѓе работа за него. И четвртата можност е инвеститор. Значи човек кој што инвестира или народно кажано парите за него прават пари. Дами и господа, во оваа левата страна, кој да се наоѓа, пари не може да направи. Многу лагоден живот е тешко да се направи. Знаете, тие што се заплата, знаете од плата што може да се постигне. Тие што се само вработени, пак е лимитот тој, има одреден плафон и не може повеќе. Сега од десната страна, бизнисмените за бизнис, знаете што треба да се направи? Треба да се фишира многу пари, а за инвеститорите да не зборуваме. Значи, ова е чисто едно кратко запознање како се поделени групи. Какви бизнис можности имаме во пракса? Па класичен бизнис, еден најобичен бизнис, например, бара инвестиција 5, 6, 7, 8, 10 илјади. Кога зборувам 5 илјади со 5 илјади, не може да направиме некој фан-фатал бизнис, некој не знам колку голем бизнис. Меѓутоа можеме да направиме, например, да отвориме некаков дуќан.
И сега вложуваме плюс месечна надокнада, кирија, струја, плати за вработени трошкови и статистиката вака вели. 95% од фирмите пропаѓаат. Тоа е статистички податок, не е тоа измислено. Сега, треба и да се имат пари да се инвестираат. Друга можност, како можност, е франшизниот бизнис. Франшизниот бизнис, за разлика од обичниот бизнис, класичниот, бара многу големи инвестиции. Таму имаме голема сигурност. Значи, франшизен бизнис, знаете што е франшизен? Принципот на кој што работат, да речеме, Макдоналд, Пица Хат, Бургер Кинг, ОМВ и така натаму. Тие добиваат однапред одредени инструкции. По правило, ако се применуваат тие инструкции, успешноста ни ја гарантира тој што дава франшиза. Меѓутоа, за да земеме по пат на франшиза, некој бизнес, треба да дадеме многу големи средства. Например, за Макдоналд некаде околу $500,000. Тој гарантира дека ќе имаме успех, меѓутоа такви средства, дали има некој туку сала што има такви средства? Ако има, после нека му се јави на директор, тоа такви сака да разговара. Како следна опција е мултилевел маркетингот или мрежниот маркетинг. Тоа за кој што денеска ќе изборуваме. Значи, мултилевел маркетингот е начин на функционирање, каде што може еден обичен човек, без разлика на образованието, без разлика на полот, без разлика на возраста, без разлика на индивидуата како личност, дали е способна за некоја работа повеќе или помалку, значи може да функционира буквално секој поединец. Значи, следна тема ни е зашто луѓето се одлучуваат за мултилевел маркетинг. Има многу фактори, некој некаде ќе се препознаат од овие фактори. Мислам дека една вака глобална идеја или желба е дополнителен финансиски приход. Малтене и да нема човек од оваа категорија што ја викам од левата страна, малтене и да нема човек кој што не сака да дојде до малку да го дополни својот буџет. Тоа е првата. Втората точка е финансиска независност. И во мултилевел маркетингот влегуваат најмногу луѓе, тие што сакаат да имаат дополнителен финансиски приход и тие се задржуваат во мултилевелот, а најмногу успеваат луѓето што си постават една малку повисока цел, која ќе сакаат финансиска независност. Има и многу точки за кои што сега немаме време да дискутираме, има многу благодети во мултилевелот. Дали е новитет? Апсолутно не. Мултилевел, дами и господа, функционира 70 години наназад во светот. Ова е еден податок, например, моментално приходот во мултилевел маркетинг што се остварува е $300 милиарди годишно. Пазете, $300 милиарди. Има една друга статистика, сега немаме време да зборуваме за таа статистика, да видите дека како гранка, например, во Соединетите американски држави, мултилевелот повеќе профитира и од музика, и од фудбал, и од многу гранки за кои што јас кога читав, стварно се зачудив. Знам дека мултилевелот е голема индустрија, меѓутоа ова не е голема, тука е најголема индустрија. Значи, мултилевелот се изучува на Стенфорд, на Оксфорд, мултилевелот има веќе универзитети, има доктори на науки по мултилевел. Тие што не слушнаме до сега за мултилевел, нека не се обесхрабруваат дека е некој новитет или дека е не знам што страшно. Тоа е нешто што во цел свет функционира. Во моментот има преку 100 милиони луѓе по светот што функционираат преку мултилевел маркетинг и бројката од ден на ден се повеќе и повеќе расте. А сега е вистинскиот момент и ќе видите зашто. Ова се две личности кои што имаат многу пари заработено и се водат како едни од најбогатите луѓе. Они двајцата имаат купена една мултилевел компанија, а Ворен Бафет изјавува дека една од најдобрите инвестиции во животот што ја направил му е купувањето на мултилевел компанија. Знаете кој е Ворен Бафет? Ворен Бафет е главен советник во американската економија, значи директен советник на председателот Обама, човек кој има добиено одликувања, највисоки одликувања, значи знаете што значи председателот одликување. Може, после ќе даде шампањ тој што пушта музика. Значи, Ворен Бафет вика, замислете си, една од најдобрите инвестиции во животот што ја направи, тоа беше инвестирање во мултилевел. Што до сега ни нудеа? Дами и господа, до сега по патот на мултилевел маркетинг ни нуделе најразлични производи. Значи, почнувајќи од право смукалки, тенџериња, козметики, се и сешто. Врвни производи, обично по фатот на мултилевел маркетинг не се бидат лоши производи. Затоа што има директна продажба.
Тие има врвни производи, меѓутоа многу е тешко во денешно време да се продаде производ од 2000 евро. Или правослугока, или тенџериња, тие се врвни добро готват. Меѓутоа не ретко кој има можност да си приушти да е 500-600 евро за едно тенџери. И друга работа што во мултилевел маркетинг, например мене лично, јас сум имал голема верзија, час и чест тие тоа што го работат, во директна продажба, да некој го убедувам. Значи јас ако одам кај братучетка ми, да ја продам усисивач, и она сега си размислува, да, Владимир ми го продава 2000 евро. Он ќе заработи на мене 200 евро. Каков човек е Владимир? Не разбирате што сакам да ви кажам. Значи во таа директна продажба, барем јас сум бил оптерет со такви идеи. Ние немаме такви проблеми тука. Значи да бидат добри производите, се наоѓаме во еден период каде што луѓето се во безпарица и немаат лесно да си приуштат пари за да купат некои од скапите производи. Па нека се тоа и витамини, врвни витамини, ако користи цело семејство треба колку пари да одбие? 400, 500, 600 евро месечно. Па кој има денеска на Балканот толку пари? Зборам од нормалните, просечниот човек. А инаку, факт е дека едно семејство не може да потроши толку средства, меѓутоа сакам да ви напоменам тука како идеја, дали имате слушнато вие, која е до сега најдобра идеја на целата земјина толка? Немате чуено, никој нема чуено, ни прочитано. Најдобра идеја од постоење на светот, дами и господа, е идеја на која што ја дојде на време. Правото време кој ќе дојде, тоа е најдобрата идеја. Е сега, ќе видите каква идеја ние имаме. Каква прилика е срце да заработуваме од сето тоа што секој човек секако секојдневно го троши. Мислам како идеја, оние што слушаат евентуално прв пат, не знам како им звучи ова, ќе повторам, да заработуваме од се она што секако секојдневно го троши. Подобра идеја, ја немам чуено, не знам за вас, вие прв пат што сте тука. Инаку наша мисија, дами и господи, е да изградиме убедливо најмоćна компанија во светот било кога видено. Зашто? Затоа што имаме фантастичен програм и со тек на денесно излагање се поише ќе ви станува јасно, сега да не ви јасно во тоа многу. Нашата историја или авторското право за функционирање на компанијата потекнува 99 година, кога господинот Драган Фратрич, еден од сооснивачите на компанијава, со придружба на професорот Ганин од Русија, руски научник, физичар, го создава тој проект, го склопува и го заштитува како право за функционирање. 99 година знаете дека интернетот немаше не завет, но немаше никаква екзистенција, немаше ни почеток, малденена почеток беше. Сега интернетот присутен е во секој дом и многу лесно може да се функционира и заради тоа велам идејата на која што ја дојде на времето, таа е најдобра идеја. А во овој момент е оваа идеја. Во Македонија ние имаме регистрирана фирма на улица Македонија. Еве ги генералите на фирмата. Кој сака може да види нешто околу генералите. Инаку фирмата функционира во преку 20 земји. Поточно во 22 земји. Во некои си 5-6 земји функционира непрекосновено, значи добро функционира компанијата. Во другите земји се бараат прави играчи кои што ќе ја развијат уште повеќе како систем на функционирање. Меѓутоа во Македонија функционира негде околу 3,5 години. Во досегашниот период на функционирање се поставува правите патишта во Македонија. Се правеа фирми партнери, се правеа на основата од бројка на членство. Сега, дами и господи, вистинскиот момент на кој што вие како прв денеска што сте, ќе видите во каков момент сте вие дојдени. Инаку, по дефиниција, со што се занимава нашата фирма? Нашата фирма врши здружување на потрошувачите и поврзување со фирми партнери заради заеднички интерес. Ако некаде, меѓу некоја врска, па нека и брат, ако се косат интересите, пука тиквата, така се направи. Значи, сега што имаме заеднички интереси, имаме можност да имаме долгорочна соработка, или да имаме братско-сестрински односи. Ова се дел од врвните компании на европско ниво со кои што има Shopping Center Network склучен договор. Значи, погледање на овој слайд, не може никој да остане равнодушен, затоа што овде се брендови, едни светски познати брендови. Значи, Телеком Србија,
не знам, Макси, ланецот на маркети Макси, не знам, Аджи, ланецот на бензински пумпи во Маđarска, не знам, значи има Водофон, како пети бренд во цел свет. Значи има компании кои што по гледање на овој слайд ја сваќаме сериозноста и озбилноста на оваа компанија. Ја после овој слайд почнав малку подругаче да гледам на сета оваа работа, затоа што ми беше све нешто као слушнато негде, као можеби сум го посакувал, па затоа ми беше така. Ево Македонија е еден дел од фирмите со кои што имаме склучено договор за соработка. Тоа се Тинекс и Космодрогериите, Мак Петрол, Промес, Колектива, One мобилен оператор. Имаме многу компании и допрва ќе дојдат уште многу компании, зошто? Затоа што имаме заеднички интереси. На компаниите им е потребно да се доведат лојални потрошувачи, а на нас потрошувачите ни треба да купуваме во компании каде што има ефтино, а квалитетно. Така. Што фирмата партнер добива? Па дами и господа, фирмата партнер, например, добива бесплатна реклама. Знаете колку чигат реклами? Реклама е на компанија за да направи реклама, оди во телевизија, плати една огромна сума, ќе даде реклама, телевизијата ќе пушти рекламата, колку ќе има ефект од таа реклама, ние не знаеме, ни тие не знаат. Кај нас, ние на кој начин функционираме? Фирмите партнери ни даваат попуст на веќе нешто што купуваме и автоматски кај нив рекламата им е бесплатна. Значи, они имаат огромен интерес затоа што имаат зголемен промет, добиваат лојални потрошувачи, нови купувачи и заради тоа е таа соработка. А што ние ви купуваме? Па дами и господа, техничка стока или апарати за домакинството може би секој ден не се купува. Но храна, апсолутно секој од нас е зависник од храна и секој ден купуваме храна. Гориво и така натаму. Сега, со вклучувањето во оваа компанија, ние можеме да продолжиме да купуваме како и до сега, значи истите производи, немој да мислите некој дека треба да ги смени навиките своји. Ако јаде, не знам, свинско, сега треба да јаде тилешко, или ако јаде овчка шкрел, треба крави да почне да јаде, не. Исто ќе се купувате како и до сега. Меѓутоа во фирми партнери. Ја со сацеме поевтиме во цел свет. Ова ми дојде како слово, си го направи така. Значи вака, дами и господи. Немој да мисли како идеја кој ќе чујат тие прва што слушаат, ја вика, сите ќе купуваат, ќе направиме бомба. Има некои луѓе што им е тешко. Ме ставам у Мак Петрол, ќе ставам у Лукойл, зашто у Мак Петрол тој еднаш како ме подмена на страна, има и такви луѓе. Меѓутоа, ние збориме ќе си најдеме луѓе кои што сакаат да се купуваат каде што им е интересно. Во купувањето, ако на пример има 10% попуст од фирмата партнер, низ нашиот систем, тоа доаѓа дури до 60%. Ако има 5%, може би доаѓа до 30%. И така натаму ќе ви го објаснам вашите домакини со кои што сте дојдени. Ако некој тоа ќе го свати, onda ќе многу полесно ќе функционира. Ние заработуваме од се она што и посекако го купуваме. Значи многу добар слоган. Не треба нешто ново да купуваме. Купуваме и профитираме во многу држави и дејности, за тоа што реков овој интернационален бизнис, ќе видите како можеме да функционираме и на интернационално ниво. Ја бев многу среќен и радосен, Македонија е 2 милиона луѓе. Едно време се занимавав со увоз и кој ќе отидев да увезувам за Македонија, ми се смееа, пошто јас не знаев, не се разбирав од трговија. Одев на големо, ќе одам на пример во Јужна Кореја и сакам ја да увезам, викам сега ќе го шокирам. Сакам ја 200 телевизори и он ми вика што збори, 2000 комада во најмалку. Викам чеке сега добро, ајде менјаме бранша, телевизори не ни успеа работат, ајде ќе купиме играчки. Идам таму по артикл контейнер или два, зависи како артикл. И сега идеме, играчки стану многу убави, многу интересни. Мече во каво 25 центи. Ама цел контейнер. Па 2 милиона луѓе сме. 3 милиона мечиња, треба пред 2,5 мече да се. Тоа е тоа што јас се израдував тука, кога видов дека интернационален, па ми објаснија дека преку Македонија треба да профункционира. Албанија, Грција, Турција, Бугарија. Фала Богу, цел живот што сме трпеле тука на оваа наша престоположба, угнетување и од таму од ваму клоцање, сега имаме момент да искористиме све што е околу нас. И бесплатно членство, без звездички, без значки, нема тука ништо да мислите, тука нема сухрена. Значи ние не сме како некои компании што прават
Види, бесплатно е, ама треб нема, тука ама нема. Значи, ако го препорачате срцето на ваши пријатели, и тоа ќе ви се сплати. Како функционира срцето? Ева, една членска карта, секој член добива членска карта. По таа членска карта го пише името и презимето. Мислам, вие ги се добиете со ваше име, да не мислите со моје име. Име и презиме и идентификацијски број. Тој број е за да може компанијата лесно да не евидентира низ целиот систем. Да ги евидентира сите наши промети, влегувања, избегувања и така натаму. Секој од нас добива своја собствена веб канцеларија. Виртуелна канцеларија, нема да добиете столици, маси и компјутер, али добивате канцеларија. Во која канцеларија прецизно се води за секој од нас едно сметководство. Значи, знаете дека и тоа кошта било каде да отидете како сметководител, кај нас тоа е апсолутно бесплатно. И, дами и господа, ова што најмногу сега ви интересира, како би се заработувале пари кај нас. Заработката во Шопинг Центар Нетворк оди преку 4 начини на заработка. Првиот начин на заработка е 1% директен поврат при секој купување. Ја кога слушнав 1%, не ми звучеше нешто многу, ама кога ме праша 1% за цел твој живот да ти ги вратат се како ќе биде. Сега не е да сум многу стара, ама колку ми е пожутена крштеницата, па викам 1% за цел живот што сум трошил, не е баш малку. Али, еве како на каков начин функционира. Да речеме, купуваме телевизор во една убава модерна плазма, во фирма партнер, наша фирма партнер компанија, телевизорот чини 850 евра. Го плаќаме во целокупниот износ и фирмата партнер во колку дава 10% допуст, она тие 10% или 85 евра ги враќа во СЦН. СЦН тука прави распределба на парите. 1% задржува за себе и 1% ви дава нам. Значи, првиот начин на заработка е директен поврат, 1% лично нам. Вториот начин на заработка е 0,5% од купувањето на нашите соработници во 4 длабочини. Што тоа значи? Например, еве сум ја овој тука, или некој од вас не е. И зачленуваме, тука немало место вака се направени, тројца. Зашто тројца? Може 10 души да зачленуваме. Тоа е ваше прво ниво, прва длабочина. Тие 10, мислам еве тука на слайдот, тие 30, кога ги зачлените, они своји пријатели, родини, другари, тие би биле во вашето второ ниво или втора длабочина. Тие кои ќе зачнат други, трета длабочина, четврта. Значи, во сите овие 4 длабочини, вие заработувате 0,5%. Зошто? Затоа што вие сте дале некому прилика. Сега, за тие горе, верувам дека не ви интересира кој зима од вашето купување. Меѓутоа, вие од кого би зимали на каков начин, знам дека повеќе ви интересира. Да се замислите. Дека, ова 10 картички значи 10 членови. Па зашто не ви можете да зачлените 10 луѓе, 10 луѓе, бесплатно зачленувањето, 10 луѓе на кои што би посакале да имаат бенефити во сите фирми партнери. Тоа е проблем, не? Ја мислам да е никаков проблем. Значи, тие 10 луѓе, кога вие ќе ги обучите како да они тоа го направат, да го дуплицираат вашиот начин на функционирање, они кои ќе зачнат од 10 луѓе, веќе вие имате во втората длабочина 100 луѓе. Тие 100 кои ќе се издуплицираат, ќе имате во трета длабочина 1000 луѓе. И тука има стајано еден пример, јас сакам да го свенам овој пример, велиме сега, ако вие би се биле малку помрзни, па зачинат само по двајца, зашто по двајца мајде не е битно, тоа се 2000 луѓе. Вкупно се 3110 купувачи. Дами и господа, кога тие 3110 купувачи би трошеле месечно, ова е еден пример, невкусен, кое семејство може денеска да издржи со 100 евра. Али даваме пример, кога би трошеле само 100 евра, тие 4 длабочини за вас би било тоа приход 311.000 евра или 0,5%, 1555 евра, ние викаме ова една пензиничка, оваа пензиничка. Не се ова пари, докато што може да се дојдат, или овој број на комитенти, на луѓе соработници, за месец, 2 и 3, па и 5. Меѓутоа, за еден период, сега ќе имаме и усовршување на системот, може би за многу пократок период, не е битно, секој од нас може да дојде до ова и до многу поголема бројка. Затоа што ние имаме во соработка луѓе кои што имаат, почувајќи од нашата виша инструкторка тука,
15, 20 000, 30, имаме луѓе 70, 100 000, 200 000, 250 000, 270 000 членови. Значи не е недостатно оваа бројка, сакам да ви дам малку една слика. Значи имаме еден друг пример, кога 100 луѓе ви купувале во Тинекс и трошат месечно 10 000 денара за храна. Па 100 пута 10 000, тоа е милион. Милион месечно. Ако они толку трошат, толку се тоа луѓе во вашите 4 главочини, вие имате 0,5% или од 1 милион, тоа се 5000 денари месечно. Значи, што сте направили? Ништо. Што на времето сте поставиле во систем 10 ваши пријатели или роднини. Ја викам тоа директен поврат од секој купување. Вториот начин 0,5% од 4 длабочини и третиот начин, дами и господа, е преку бинарната матрица. Ова бинарно права слушнат кога ми објаснува мене Мичо и Тони, ја викам, не, сега пак нека математика, а по математиката не сум друго, те прилучите науки. И викам, што молим свати, викам, ја ќе сватам. Да не ве обезграбувам, дами и господа. Ова денеска што се слушате, може би, поголемиот број од вас нема ништо да свати. Да не ве обезграбувам, ја мислам да сум. Ај ќе ви кажам после. Значи, големината наистина каде е? За разлика од многу компании. Ние имаме компании околу нас што даваат картички попусти на секаде. Дури има и малски сега. Сум слушнал најнова фора, од наше мало имаат толку посто попуст, а ако не се овие познати, поише. Мислам, тоа не знам. Не е битно, значи, кај нас идејата што е? Кај нас идејата СЦР што направи. Не ни ги дава сите пари како поврат на пари. Идам јас и ќе од денара купувам од Тинекс производи и они ќе ми дават 50 денара, ќе си купам едно чоколадце животинско царство и ќе станам богат човек. Не. Значи во распределувата на парите што при шопинците на Тинекс. Рековме еве во примерот 850 евра. Ако 10% е попустот, 10% одат во есценет. 1% за себе, 1% нам. Уште 2% во 4 длабочини ги дели, тоа се 4%. 10 минус 4 остануваат 6%. Тие 6% знаете ли кај се таму? Тука е кликот. Тие 6% одат кај нас на наша сметка. Секој што ќе заработи, што ќе потроши, 6%, значи во случај, одат во една сметка на акумулација, или да речеме на касичка. Во овој пример, на 850 евра, 6% се 51 евра. 50 евра се доволни и потребни да се формира едно профитно право. Значи, еве го, право на профит. Тоа што значи? Па тоа ни овозможува нас да профитираме. Затоа се вика право на профит. Низ бинарен систем, затоа што распределбата на парите оди низ бинарен систем, значи, на ова профитно право може само 2 профитни права. На секој профитно право може само 2. Затоа се вика бинарна матрица. Значи, тоа уопште да не ме загрижува. Ако јас сватам, ќе свати секој. Бидејќи, ние сме го изакумулирали тој износ од 50 евра, сме поставили едно лично профитно право. И сега, понатаму, дошол Марко, наш пријател, затоа што јас сум го понудил на Марко една ваква идеја, кога он се стекнал со 50 евра и стекнал едно профитно право, се закачал на мојата бинарна матрица. И кумата Елица, и така натаму, и така натаму. Е, сега, што се случува? Например, кумата го зачевала овој пела, ја него ни знам, него ни познавам. Коста исто не сум го ни видел у живот. Сите тие доаѓаат кај мене, зашто? Затоа што преку мои членови дошле во шопинг центар. И како тоа изгледа? Бинарната матрица, секој профитно право си има свој бројчани. Тука гледате 2, 2. Значи, горе покажува, бидејќи секојаш на 200 леви, имаме горна гранка, автоматски долна гранка. Горе покажува 2 профитни права, бидејќи има 2, тука пише 2 и тука 2. Во моментот кој има 2 горе, 2 доле, остваруваме приход од 10 евра или 620 денара веднаш. Значи, кај нас, дами и господа, нема чекаме од уво сега да ни стигне робата, па на граница ова, па не знам, пореска ни влезе, па не знам, даватме давачки за ки. Нема тоа. Кај нас во истиот секунд доаѓа, се остварува приход во истиот секунд и влегуваат, а тоа можеме да го евидентираме во нашата веб канцеларија. Значи, ако имаме 4 профитни права горе, 4 долу, плюс 15 евра. 8 горе, 8 доле, плюс 20 евра. И така натаму, да не ме задржува многу.
кој ќе се направи 30 профитни права горе, 30 профитни права во долната гранка. Тогаш се остварува плюс приход од 360 евра или 22.320 денари. Сега, за разлика од парите што ги добиваме кеш, овие се ваучерски дел. Значи, како ваучер ги можеме да ги трошиме исклучиво во фирми партнери. И сега, да се навратиме на онаа пред малку, што ви кажував. Продаваме козметика. И они кои ни дадат ваучер да купиме козметика, па козметика, па не знам, најружен човек да си свет, пакет козметика, што ќе правиш? Или купуваме тенџериња со тие пари, ние ваучерскиот дел можеме да го трошиме каде сакаме во фирмите партнери. Купувајќи храна, купувајќи гориво, купувајќи не знам што ќе ви текне на памет. Значи без разлика што е ваучерски дел, за нас исто како кеш. Сега да направиме на ретроспектива. Едно профитно право кој има вредност 50 евра. Нам во системот преку бинарната матрица ни донела 140 евра кеш, и тоа не се 140 евра, повеќе се 210, меѓутоа има некои бонуси сега да не ви тоа, да не ве замарам за тоа, и 360 евра ваучерски дел. Меѓутоа добиваме овој бизнис се работи по минимум 6 превозски категории. И за тоа сега нема да зборуваме, али добиваме чисто, морам да ви го кажам, плюс добиваме бонус еден кој вреди 150 евра. Или, дами и господа, едно профитно право што чинело 50 евра, нам ни донело 650 евра или 13 пати повеќе. Знаете колку е 13 пати? Ја ви ще вдевам математика. 1300%. 1300% камата не постои. Не знам каков инвестицијски фонд, не знам што не постои таква камата. За банките не правиме гора. Сега кажете ви дали е подобро оние кеш да ви ги вратат или вака по принцип на акумулација во касичката, па да влезете низ еден систем и да имате можност да заработувате. Знам дека се збунете, ама ја да збунете, ако некаде. Значи, ова се све пари што се добива, али ние, за да дојдеме до едно профитно право, рековме, ако имаме попус 10%, треба да потрошиме 850 евра. Па секој ден не купуваме телевизори. А за да потрошиме 850 евра во Тинекс, па не знам, и фамилија што многу јаде, треба баја ги време. Фирмата нам ни дала можност да направиме капарисување однапред. Што значи тоа? Па да дојдеме до онаа профитно право однапред, како би можеле да заработуваме ли системот, еве на кој начин. Знаете што е капар? Капар е народен збор, мислам дека од Турција потекна зборот, ако не се лажам, или аконтација. Значи капар што е? Идам на автопазар, гледам некоја кола, ми се свиѓа колата и викам, слушај, ја имам у мене 1000 евра, 1000 евра, уште 9 ќе донесам задутре. Ти ми ја чуваш колата, ја гарантирам дека ја ќе купам колата. Тоа е капар. Значи, ние капарисуваме и ни купување. Со уплата на средства на наша сметка, значи не ги уплаќаме парите никаде на друго место. На наша сметка, парите си понатаму наши и ги трошиме постепено во фирми партнери. Да не свати овој дека, мислам да не сватите дека ова е некаква инвестиција за не знам како. Сега, например, сме капарисали, уплаќаме 50 евро, СЦН ги префрла на наша сметка. И од нашата сметка ние си взимаме едно профитно право. Значи тоа како чек што го збореме пред мене. Профитното право ни стои во нашата канцеларија и сега одиме да купиме пак телевизор. Примерот од преска или сега обратно. Со однапред капарисано и едно купување. Одиме во продавницата, телевизорот чини 850 евра. Ние го користиме профитното право кој има вредност 50 евра, доплаќаме само 800 евра и го взимаме телевизор. Профитното право, ако сме го искористиле, тоа стои во таа бинарна матрица, додека не ни направи приход 30 горе, 30 долу, или додека не ни направи оној приход, што ги кажат 650 евра вкупен приход. Значи, тоа е циклусот на едно профитно право. Друг пример за трошење на капари. Например, сте капарисали едно профитно право, сте контирале и одите да купите фрижидер по цена од 200 евра. Ако попустот во фирмата партнер е 15%, трошењето на капарите, ова е пример за да сватите малку по-пластично. Трошењето на капарите е секогаш цената, попустот и онаа формулата -4. Значи,
15% ако е, минус 4, 1% за СЦБ, 1% за нас, 2% во 4 длабочини. Значи тоа се тие 4. 15 минус 4 11. 11% од 200 евра се 22 евра. 22 евра користиме од капарот и доплаќаме 178 евра. И така сме искористили малтене пола капар со едно купување. Значи ние капарите можеме да ги трошиме од еднашка, можеме постепено, можеме како сакаме. Тоа се наши пари од лев джеб преместени во десен джеб. Не е тоа никаква инвестиција. Сега, значи првиот начин на заработка, 1% поврат при секое купување. Вториот начин 0,5% од потрошувачката на цела наша мрежа во 4 длабочини. Третиот начин беше овој бинарната матрица. И ако овие три начини беа да се заработува од купување, четвртиот начин сега што ќе го представам, дами и господа, тој е начин на заработка од све што ќе заработат другите, од нивните заработки да и вие заработите. Ова е фантастичен начин, уствари ова е можност за еден бизнис или за една кариера. Не кариера како мојот школски Марко Плюр, мислам частни чест на водолочиите, али овде бизниска кариера. Како се движи кариерата во СЦН? Со самото зачленување во СЦН, секој доаѓа во кариерна позиција 1. Автоматски. Штом ќе направи 300 единици значи 300 оние профитни права. Профитни права, значи не само своји лични, туку на било колку соработници во бесконечна длабочина 300 единици. На тие што ќе ги зачлените вие, на тие што ќе ги зачленат они, на тие они до бесконечно. Колку е бесконечноста долга или длабока, не знам по праве, ние не сме виделе, најверојатно никој од вас не е видел. Значи, 300 единици кои ќе соберат, доаѓате во втора кариерна позиција. Кои ќе се соберат 1000 во трета и така натаму. Али што значи ова кариера, дами? Новиот член, или тој што е во прва кариерна позиција, добива 7% од заработката на секој свој директен соработник. Знаете што значи тоа? Например, ако некој, јас сум зачленувал Весна и Весна има 1000 евра заработка. Ја имам 70 евра, не од незините пари, туку од фирмите партнери што ми дава попуст. Значи, она своите пари си ги зима како заработка, јас имам екстра 7%. И од колку луѓе да имам директно срачнети, што и да заработат они во бинарниот систем, ја имам 7%. Сега, од индиректните или тие што ќе зачнат следни некој, јас немам. Меѓутоа, со доаѓањето во втора кариерна позиција, автоматски од индиректните имаме 3%. Во трета кариерна од директните имаме 11%, од индиректните 6%. И така натаму, и така натаму. И тоа е кој ќе ви се соберат многу проценти од многу луѓе, многу пари изгледа. Значи, во Македонија има до четврта кариерна позиција. Како што рековме, уште сме на сам почеток, ова е бизнис кој што ќе трае вечно, не е ова помина модата, што да правам сега, не е мода плисирана сукња и не знам ова. Значи ова е нешто што ќе трае вечно. И према тоа, како ќе напредуваме во кариерата, така ќе се зголемува буџет. Значи, од страна на личниот развој и едукацијата, во секоја мултилевел компанија има едукација. Меѓутоа, нашата е, како би рекол првиот човек на системот, он вика кралица, не знам дали е кралица или е крал, есцената е машко. Па машка есцена не е женско. Добро, кралица на мултилевел, зашто? Зашто е кралица? Затоа што ние од едукативен карактер имаме нешто што го нема никој. Ние имаме, например, преку 700-800 сати материјали снимено на YouTube. И тоа, пазете која е галантност. Ние ги имаме пуштено ветер. Кој сака нека копира други мултилевел компании, други компании, инвеститорски фондови, што сакаат нека учат од нас. Али тоа е наша лична школа. Првиот човек на систем. Многу луѓе што се во високи кариери несебично го даваат своето искуство. Зашто? Затоа што е заеднички интерес да сите станат поквалитетни луѓе. Значи, еве, ќе ви представам, ова е доктор Џон Максвел. Не е доктор за крајници, што е доктор за јајници. Најплатена личност на планетата Земја, што во Европа прва компанија што ја донесе беше есцена.
Значи човекот има продадено 24 милиони книги. Човекот лично, ја присуствував таму, многу беше драго. Значи, човекот, ние бевме директно пред овој човек да слушаме искуство од него, а тој човек дава совети на многу јаки компании, низ целата земја толка патува и обучува луѓе како да бидат појаки лидери, како да водат групи и така. Има многу семинари од едукативен карактер, развојни семинари. Имаме многу, за тоа ќе ви кажам вашите соработници. Ова една група од тука, што бевме на последниот меѓународен семинар. Еве како изгледа меѓународен семинар. Мислам овде немаше толкав објектив, овде има и наваму, и ставаме натаму. Значи, ја можам само да ви пожелам да дојдете на меѓународен семинар да видите што оваа компанија може да направи. И имаме јавни информирања. Секоја, например, во Македонија, секоја среда имаме јавно информирање овде. Низ другите градови имаме, зависи кога, како, сега почнеме да се организираме све почесто. Значи имаме секојдневни веб конференции, кои што ги води 3 пати во неделата првиот човек на системот, а другите 3 дена водат врвни предавачи, луѓе кои што имаат искуство во мултинивел маркетинг, луѓе кои што месечно го предаваат своето искуство на сите членови. Имаме месечни семинари, како што е, например, овој денеска. Другиот месечен семинар може да биде во друг град, тоа не е битно. Има во другите држави, например, во Белград, има некоја што тие во русите си прават во Москва, не знам хрватите во Загреб, во Сараево, босанците и така натаму. Секојдневни веб тренинзи, имаме неверојатни алатки и можности преку кои се едуцираме. Имаме и македонски веб тренинзи, консултации и така натаму. СЦМ е генијално идеја. Никогаш нема да престанеме да купуваме. Дали некој би престанал да купува? Ако престане да купува, се знае што никому ништо не продаваме, што е многу интересно за мене, не знам за вас, никому ништо не продаваме, не убедуваме, не молиме. Помагаме на другите околу нас, за мене многу битна работа, зашто вие може да зачлените некој богаташ, во наводници, кој ти ми каже некој е многу богат, што да правам, зачленува да помогне на тие што не може на друг начин да ги помогне. Сите кај него чука, дај ми 2000, дај ми 5000, дај ми 10.000, дај детето ми болно, дај ми ово. Еве ти прилика да се заработиш сам. Значи ова е прилика и за богати и за сиромашни. Помагаме на сите луѓе. Можност за огромни заработки, интернационален бизнис и интересен и динамичен бизнис. И што треба да направите? Да се регистрирате, не боли, безболно е. Користете ги попустите и услугите, запознајте го системот на работа и одлучете се за кој модел вие би се одлучили. Например, какви модели има? Она во однос на аконтациите што зборуваш. Ова пишува мал модел, мал бизнес. Уствари ова не е бизнес. Почитувани. Бизнес не се прави со 50 евра. Кај сте чуле во животот, во светот некаде да постои бизнес со 50 евра? Еден семкар да ја наполни семкарската кошница не устасуваат 50 евра. Значи нема бизнес со 50 евра. Меѓутоа, СЦН знае дека некој од вас нема пари, како што ги сум имал ја, например. И вика, дај за тие да возможиме да аконтира едно профитно право. Дај некој ако има желба, може со 3, може со 5. Меѓутоа, ова не е бизнес, ова е можност. Што ја дава, ја не знам, ќе зборам со директорот да го избрише на мал бизнес. Ова да напише на можности од страна на компанијата. Пошто ја не огледам како бизнес. Многу членови од нас, тука присутни, што не се присутни во моментот, имаат стартувано на малку поинаков начин. Значи има стартувано со бизнес модел, ова е бизнес модел. Максимумот, значи минимумот е едно профитно право, кој чини 50 евра. Максимумот е 28 профитни права, тоа се 1400 евра. Зашто максимум? Па дами и господа, за тоа што може да дојде некој што има многу пари. Ако едно профитно право носи негде околу 570 евра кеш, ствари 650 со тие бонуси што рековме, па тој ќе рече, ако едно носи 600, дај, ќе купам 1000 вакви профитни права и може да ни го уши системот. Ние не сакаме да работиме со такви луѓе. Фирмата е направена, оваа компанија е создадена, како може еден обичен човек да дојде до необични заработки. Не е ова направено за некој, не знам, да си живее. Значи, тој бизнес модел чини вкупно 1410 евра се дава, ќе ви кажат зашто се дава тие 1410 евра. Меѓу другото, тој бизнес модел
со самото ведење на профитните права, во истиот момент заработуваме уште плюс 5 и затоа се вика бизнис модел 33. Но тој бизнис модел нас ни носи заработка од 18.975 евро. И ние не сме влезени ни еден од тука. 100% сум сигурен дека не е влезен да направи 19.000 евро во живот. Ако е видел оваа како можност да го промени својот живот, да реши многу своји лични проблеми и проблеми на семејството, значи влезени сме со друга идеја. Меѓутоа, овој бизнис како бизнис модел, 33 права пута толку пари, но за толку. Зашто е интересен бизнис модел? Па, например, како што функционира бинарната матрица, ова е, да речеме, коренот на бинарното стебло, едно профитно право горе, едно долу. Ги ставаме остатокот од сите 30 профитни права, да речеме долу. Зашто долу? Па, дами и господа, само со едно дуплицирање. Значи, јас сум почнал да работам, доаѓа на моја другарка од Кочани и вика, како ти, така и ја. Обично така во живот. Што ти направиш, они те копираме. Па ти не може да јадеш, не знам, бурек од златен класа да му кажеш иди ти кај ово јади, а овде е најубав. Не може тоа. Што правиме? Ние тоа правиме нашите близки. Она тргнала со бизнис модел. И сега, рековме го, едно профитно право кој ќе го оствари својот животен циклус. 30 профитни права горе, 30 долу, во истиот момент заработуваме 570 евро. Еве едно објаснување. Значи, едно профитно право, 30 горе, 30 долу ни носи 570 евро. За тие што размислуваат овака. А јас ќе дадам сега 1400 евро. Ќе треба да чекам колку време да ги потрошам тие пари. Дами и господа, ако така рачунате, немој воопшто да ги давате тие пари. Например, јас со продажба само на 2 бизнис модела, па имам 1200 евра вратено. Па тие кои ги потрошам, а ич не ви е гајле. Апсолутно не ви е гајле. И тоа е моќта на овој бизнис модел. Тие што немаат пари, може да почнат со 3 профитни права, може со 5 да почнат. Тука имаат од инструкторите помош што ќе им кажат како да ги дуплицираат за кратко време, како да дојдат да си докупат до бизнис модел. Значи тука имаме можности буквално за секој. Оваа компанија има направено систем за обичен човек до необични работи. Ја би кажал на прашањето кога да стартуваме, нема друга реченица освен да стартувате сега. Ако би стартувале покасно, изгубено време, изгубена можност, зошто? Па за тоа што ако е сега на експанзијата на почеток во Македонија. После 5 месеци, година дена, ќе дојде некој сигурно ваш пријател, браточет, не знам, бивши школски другар као Марко Клюр, мојот другар може и не знам кој, ќе дојде и ќе ви рече сајдете зачина во сцена. А до тогаш, вие може да си направите една прекрасна работа. И ова една споредба, сценете како река, таа тече, ќе тече и без нас и со нас. Добро би било да тече со сите нас заедно. А зошто како река? Па, дами и господа, што е направено со една хидроцентрала? Реката тече, се поставува централа, се собира вода, таа вода произведува струја. И реката продолжува да тече. Купувачите одат во Тинекс и во Лан и во, не знам, Мак Петрол и во Промес и без нас и со нас. Ако се поставиме ние како една брана, ќе имаме од тоа интерес. Затоа велиме да тече заедно со сите нас. И, ова многу ми се допаѓа, никој не може да го врати минатото. Тоа е факт. Никој не може да го врати минатото и да направи нов почеток. Но затоа може секој да отпочне денеска и да направи една малку поинака.